И еве, тука сме точно на едно бајковито место, каде што јас во последно време многу повеќе пишувам за децата и се посветувам на децата, а Тодорка Антова целиот свој работен век го помина воспитувајќи ги децата. А тука е нашата Марта, која за нас е дете, меѓутоа таа е зрела жена и зрела авторка со едно прекрасно дело кој го носи насловот Куќата на тетка. Но на почетокот да ви кажам која е таа Марта, бидејќи таа дозволила да има неколку реда во незината книга за незината биографија, јас тоа и ќе ви го прочитам. Марта Димитров е дипломиран филолог и преведувач по англиски и германски јазик на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје и е магистер по меѓународен бизнис со странски јазици. Креативното изразување во писмена форма станува дел од незиното секојдневие по дипломирањето кога интензивно пишува поезија на својот онлайн блог на англиски јазик. На романот Разголена душа, кој е прво и печатено дело издадено во 2018 година, му претходи уште една романса која останува да постои во електронска форма. Таа година ја издава и стихозбирката Мојот храм е внатре во мене. Романот Шардоне и шпагети карбонаре е втората романса во која прави обид да ги спои психолошкото, поучното и љубовта, нарекувајќи го навидум љубовен роман. Но ние овде вечерва сме за Куќата на тетка ми. И покрај тоа што ова книга е толку мала, верувајте ми, за мене има толку голема вредност. И можам само да ви кажам дека за нашата роднокрајна библиотека што има овде, и тоа од наши автори, за мене ова куќа представува Малиот принц. Една безвременска приказна, која треба секој да ја има во својата библиотека, да ја прочита, меѓутоа и да ја посетува книгата. Затоа што ова безвременска приказна раскажува за љубопитноста, за пријателството, за имагинацијата и сето тоа и мудроста која носи живот, меѓутоа сето тоа гледано низ призмата на едно детско око. За да направам еден мал вовед, бидејќи одлучивме овде да не зборуваме многу за книгата, туку кратко само да ве воведаме и да ве провоцираме за да можете да ја прочитате. И бидејќи нема никој да прочита изводок од оваа книгата, јас се одлучив за едно мало делче, за да ве воведам во она што сакаме да ви го кажем. Земајќи предвид дека теткиното сладко ми беше омилено, решив да ја земам в рака книгата со наслов Магични сладки задоволства, надевајќи се дека ќе ја откријам тајната состојка во рецептите на тетка ми. Ја отворив корицата и погледнав. И погледот ми падна на страницата кај насловот и авторот. Авторот, односно авторката, го носеше презимето на бабата на тетка ми и татко ми. Тетка Кети му е сестра на татко ми. Годината на издавање беше 1945. По насловот имаше посвета, пишуваше на идните генерации жени. Припаѓам ли јас на тие идни генерации? Ми мина мисла додека зјапа во посветата. Воздивнав некако тешко, но со мислата на тие идни генерации, кога страниците со посвета се сврте на она кај првиот рецепт. Магично сладко од сливи. Пишуваше најгоре. Продолжив да читам, ги крена вегите и ги отворив широмо очите. Зјапав и извесно време дури не сватив дека сум тука да откријам нешто, а не да се чудам. Истражувачот во мене беше запрепастен од она што го читаше. Сладкото од сливи е специјалитет на куќата и го добивате секогаш кога ја наводнувате градината. За да те бидете послужени со сладко од сливи, потребно е соодветно да наводнувате во градината, а овој рецепт исто така со години и не смее да се менува.
Подолу беа напишани состојгите на нивните количини, како и начинот на подготовката, но се уште не сватив зошто на почетокот вели сладкото го добивате секогаш кога ја наводнувате градината. Ако сладкото го прави, ако сладкото тетка ми го прави сама, зарем е можно да е оваа некаков рецепт за самопослужувачко сладко? Ете толку. Само кратко. Го одбрав овој дел затоа што наликува на една бајка, како што може. Затоа што тука се појуваат магичните, бидејќи Марта поседува една многу лесна нарација и толку лесно не води низ книгата и мислиш дека е се едноставно, но така ненападно не води во магичниот дел. Дали да веруваме, дали да верувам или да не верувам. Милион прашалници остануваат, меѓутоа продолжуваш и понатаму да ја читаш. И затоа ова книга се чита во еден здив, но мојата препорака е да ја читате помалку. Затоа што во секој поглавје има по некоја човечка вредност, која ја откриваш, која девојката Сара ја открива и ја осознава. Затоа оваа книга е куќата на тетка ми е за создравањето, за растењето. Како одеднаш, додека трепнеме, детето ни пораснало. Така и Сара одеднаш ги осознава овие животни вредности, а јас не се сложувам дека тие се од некое минато време, бидејќи тие основни вредности, да ги почитуваш твоите родители, да ги почитуваш пријателите, да ги сакаш, да имаш емпатија кон другите луѓе, да си скромен во своите, да ја вреднуваш пожртвуваноста и безусловната љубов која родителите ти ја подаруваат секој ден. Сите тие вредности важат и пред нашата ера, но и сега важат. И јас не мислам дека се тие некои вредности од некое подминато време, затоа што тие вредности се основата на семејството. А основата на семејството и базата е љубовта. Ако не постоела таа искра, немало да се случи бракот, немало да се случи семејството, немало да се случи и новиот живот. Особено сум изненадена, бидејќи секогаш ја сметам Марта за мене е таа млада, меѓутоа не. Таа осознала некои многу животни вредности, дека нашиот живот не е само наш, дека им припаѓа и на минатото, и на иднината. Ние сме дел од минатото, ние сме дел од тоа како не воспитувале нашите родители, како тие биле воспитани од нивните родители. Сите нивни вредности ние ги гледаме, се поистоветуваме и затоа утре во иднината ќе воспитуваме и ние наши деца. Ако не воспитуваме, тогаш со нашите дела ќе имаме влијание на иднината. И ево, одеднаш решив да не читам ништо, него само да ви го кажам, да ви ја кажам мојата првична импресија од оваа прекрасно дело на Марта и верувам дека во неа лежат уште многу ненапишани дела. Јас ги гледам ги делам авторите на оние кои имаат богато животно искуство, меѓутоа и на оние кои имаат многу богата фантазија. Верувам дека Марта ќе ги поседува и двете, затоа што има многу богата имагинација и може, особено во областа за децата, да подари уште многу прекрасни дела. А сега оној официјалниот дел во промоцијата и го препуштам на нашата поетеса и драга пријателка Тодорка Андова. Денешниот убав ден, гледате, ни завршува со еден убав настан кој што се случува овде во нашата градска библиотека Феткин, а зошто причина има промовирањето на новата книга на нашата сограѓанка, така би ја нарекла. Слободно кажи Марта. Марта Димитров, за нејзината нова книга, романот Куќата на тетка ми. И сега, веднаш би сакала да ја честитам на Марта и да ја посакам уште долго да твори и да создава вакви убави дела, кои што ќе ни ги нуди нас, на читателите, а за тоа па ние
ќе ја речеме едно големо благодарам. Се сложуваш, Марта, не ли? Да. И сега, морам да го кажам ова. За прв пат сум на спротивната страна од публиката. А зошто? Затоа што имам за задача да зборувам и да кажам нешто за содржината на овој роман, убав, на Марта, но бидејќи сум малку возбудена и во мене има некоја трема, дали е позитивна или негативна, не знам, и ако сум возрастна, решив оне што сакам да го кажам, да го напишам на еден лист хартија и да ви го презентирам вас преку читање. Се надевам дека ќе ви се допадне, а уште повеќе се надевам дека ќе се допадне на Марта. Па ќе видиме дали ќе биде тоа така. Морам да кажам дека ја прочитав книгата, ми се допадна, ви препорачувам да ја прочитате и вие, но исто така го прочитав и мислењето на издавачката куќа, Антолог, мислам така се викаше, и морам да бидам искрена дека во многу ми помогна во пишувањето на текстот, што сакам да ви го прочитам сега. Јас ќе зборувам преку читање на текстот. А што е тоа? Ќе видите и како е тоа. Се надевам дека ќе ви се допадне, па ќе видиме. И како би изгледало тоа? Па еве вака. Понудата на Марта да кажа нешто за нејзиното ново дело, во овој случај романот Куќата на тетка ми направи одличен предизвик пред се можност да прочитам една убава книга со прекрасна содржина и да се обидам во рамките на моите способности да кажам нешто за содржината на книгата и нејзиниот автор Марта, на времето мое дете, тоест наше дете од градинка. На самиот почеток би сакала да ја спомнам корицата на книгата. На неја видов една интересна куќа во шарени, живи бои, кои како да е излезена од некоја детска приказна со малку мистичност, која мистичност сушност ќе ја отсликува пораката на содржината за која авторот ќе зборува во романот. Оваа книга на Марта, по мое, како да е иновација на стилот на пишувањето на Марта, со многу зачинетост, на магичност, како и откривање на фантастичната реалност на животот околу нас денес. Не знам дали ќе бидам во право, ако кажам дека романот представува резиме на творењето на авторката, која се соочува и навраќа на некои неповторливи убавини и вредности од минатото, за кои се помалку се малку подзаборавени од напливот на сегашноста, а сепак врежани некаде длабоко во нашата подсвест на одредени личности денес, но не кај сите. Куќата на тетка ми, можам слободно да кажам дека представува роман, книга, која може да се вметне во групата на романи како едно убаво, едноставно и лесно четиво, кој со својата возбудлива содржина те тера без напрегање и без кој знае каков напор да ја читаш со интерес и сласт, а на оној што ја чита да му овозможи да навлезе длабоко во откривањето на својата личност, тоест на своето јас. Авторката со една префинетост успешно не води без запирање ни сите случувања и настани на главната личност во романот Девојката тинејџерка Сара.
Јас не би сакала да ја раскажувам содржината на романот, бидејќи тоа ќе им го препуштам на читателите. А јас само кратко ќе се обидам да ја поттикнам љубопитноста, за да посакате што поскоро да ја земете во своите раце, книгата, да ја прочитате и самите да формирате своje мислење за убавината на содржината на ова уникатно дело на нашата авторка Марта. Имено, девојката тинејџерка Сара ја добива најубавата понуда од својата тетка да се грижи одредено време во одржување и надгледување на куќата на тетка и, додека таа е отсутна со престој кај својот син во странство, со навестување дека истата еден ден може би ќе и припадне и неизе. И од тука започнуваат всушност случувањата и одговорностите со кои се сретнува Сара додека тетка ја е отсутна. И што се случува? Сара почнува да ги извршува своите одговорности, но уште во првиот ден доаѓа до чудни случувања со кои се сретнува во куќата. И сега доаѓа она највозбудливото за читателот. Желбата што поскоро да открие што е тоа што го нуди авторот во оваа книга во врска со она со кое Сара се соочува. Не држи постојано во исчекување, поврзано со многу случувања во дворот, како на пример отворената порта во дворот, отворената врата на куќата, цревото за наводнување во дворот, бршленот што ја менува бојата час зелена, час кафена, па внатре во куќата со филџанот кафе, сладкото од сливи, чашата со вода, што секогаш ја чекаат Сара кога таа доаѓа во куќата, а уште повеќе кога ќе ја открие скриената соба зад плакарот, полна со книги на полицата. И сега тука доаѓаат и се продлабочуваат мистериите за оваа куќа на нејзината тетка. Предизвиците се големи, а со самите тие предизвици Сара всушност ја оформува својата личност, секој пат наградена кога постапува онака како што треба, според правилата напишани и оставени од нејзината тетка пред да замине кај својот син. И сега, тука, за да ја поттикнам и предизвикам љубопитноста, кај слушателот и идниот читател, ќе ги спомнам тука и другите личности од романот. Мистериозниот волшебник, неговата сестра Вистина, огледалото на вистината што ги знае сите грешки од минатото на Сара, тетрадката што сама се исполнува со текст, мистериозното звонење на телефонот со уште помистериозното јавување на тетка ѝ. Сега се појавуваат и прашањата за грешките што Сара ги направила во минатото, како и нивната оправданост и чувство на вина. Значи, магичната куќа на тетка и на Сара е полна со необични случувања. Се доаѓа тука и до бон-тонот, како појава што треба да постои во секоја куќа. И поуката дека човекот за некои одредени работи се учи додека е жив. И дека за се што се случува во животот треба да има одговорности. За ова последното се сложувам и јас. И додека се чита романот, како да се лебди меѓу прашањето за сонот и јавето, фантазијата и мистичноста, за сите случувања во романот со кои Сара се сретнува и соочува. И одговорите со поучни заклучоци и распретот за се во романот
доаѓа на самиот крај. Имено, тетката на Сара се враќа за кратко и ја препишува куќата на Сара, која никогаш нема да биде, нема да живее во неа, и повторно заминува. Тука пасија на Сара и станува пишувањето на поезија. Таа се запишува на факултет, го завршува факултетот и се вработува во нејзиното училиште од детството. И сега Сара открива дека сите работи во куќата сега се веќе нормални. Некако на почетокот со оние случувања во дворот, па внатре во куќата со филџан од кафе, па со сладкото, со водата. Значи, се е нормално веќе. Во романот, расплетот всушност е идното чекорење на Сара низ животот. И така, лека, полека, читателот допира ненаметливо до вредностите присутни во минатото, а подзаборавени во сегашноста. А срцето и душата се исполнуваат со топлина, смиреност и убавина од навраќањето на овие вредности од минатото. Сега не знам колку успешно ве воведов во случувањата од романот, но затоа пак ви препорачувам со предизвик. Прочитајте ја куќата на тетка ми, запознајте се со нејзините случувања и уживајте во убавините што го нуди таа. Од прилика е тоа, меѓутоа, додека ја читав книгата вака подсвесно, ми се јавуваа некои прашања за кои мислам дека ќе одговори нашата авторка Марта. Да кажам, па после... Може и сега. А тоа е, која беше инспирацијата и мотивацијата, Марта, да почнеш да пишуваш вакво дело? И дали куќата на тетка ми навистина постоела, дали постои уште, или пак тоа е само имагинација? Твоја имагинација како автор. Така, прво ќе одговорам на второто, па на првото. На куќата на тетка ми, куќата не е на тетка ми, куќата како куќа навистина постои во Кавадарци. И од секогаш ми била мистична. Можам да кажам дека низ моето растење во Кавадарци не сум забележала дека некој живее таму, може на неколку пати сум видела светло, секогаш ми била мистериозна што се случува, дали живее некој таму, дали е одселен привремено или така нешто. И пред неколку дена, недела две на Facebook напишав нешто во врска со ова, кој прочитал сега не знам, пак ќе го раскажам тоа. Имаше интересна ситуација кога веќе беше при крај книгата и она последното чештање што се вели да се препрочита содржината и се. Дојдов во Кавадарци и викам, па ако биде веќе за таа куќа, дај да направам фотографија и нешто да се направи корица поврзано со тоа. Меѓутоа, дворот веќе не беше ист, внатре имаше комбе за селење. Јас во истиот момент почувствував како да со тоа што има магични елементи во таа куќа и на некој начин сум се трудела да ја одгатнам мистеријата за неа, а јас на некој начин сум ми дала нов, така сум внатрешно си го сватив тоа, како да сум ми дала некој нов живот на таа куќа. И ете, можеби сега таму има нови газди и си живее некое друго семејство, или можеби па истото се вратило и повторно живее и во таа куќа како дом, нели? А дали е иста? Однадвор, значи дворот не беше истиот, го немаше тој бршлен, фасадата? го немаше
Да, истото сето тоа беше почнато да се Реновира. да се реновира, да, со комбе за нели за селење, за тие работи. Другото прашање поврзано со тоа што ме инспирира да пишувам за деца. Тука можам да кажам дека децата се многу деликатна тема и материја. Да, и кога се пишува кога пишував за претходните две книги, можам многу полесно да пишувам од причина што ми е поблиску до моите случувања, можам полесно да вметнам автобиографски елементи. А кога пишуваш за деца или па макар и без разлика дали е тинејџери, дали е нели помали возрасти, мораш да се вратиш наназад до времето до кое си бил ти тогаш, дали тинејџер или дете, и да сватиш во главата дали како ми било мене тогаш, што сум чувствувала. И во исто време времињата се измениле, новите генерации поинаку ги гледаат на животот отколку растат во едно друго време. Можеби да, тие вредности уште се базични, меѓутоа се толку оддалечени од оној свет во кој што тие деца растат со социјални мрежи, поретко ги гледаш надвор на улица да играат слично, поинаква им е комуникацијата, значи повеќе написмено се допишуваат отколку што разговараат во живо, и помалку игра има и така. И заради тоа сакав да напишам книга во која што тие работи се целосно исклучени, освен што е спомнато телефон, например, и да им прикажам свет во кој што навистина може да биде многу убаво да се живее и без тие работи. Заради тоа што нели иднината останува на младите, како се кажува. И сега ако ние како јас еве дете од 90-тите, раните 90-ти, ако не го пренесам тоа што сум го запамтила од моето време на растење, тогаш сметам дека ми е должност да го оставам тоа како некој аманет на идните генерации. Тоа ми беа и две работи кои јас сакав да ги кажам, нели? Ако има уште некое прашање слободно и од двете. Да, можеме и од публиката, доколку некој прашање да има, иако можам само ова да ви го кажам, дека јас додека ја читав книгата, јас Сара ја замислува да изгледа исто како Марта. Некако тоа би Да, истото и на крајот од книгата си викам, дали ова е Марта или Сара? Знаеш, ова е Сара, знаеш, порасна и дете како што секој родител би посакал да има. Секогаш секој автор си внесува автобиографски елементи во своите книги, покрај тоа што некој ќе речат не автобиографска, се е фантазија, се не секогаш има, некој делче, некој аспект, некоја филозофија или било што секој внесува. Некогаш е тоа поголема количина, некогаш е помала. Меѓутоа, јас сметам дека има нормално, значи тоа што јас сум сакала да го пренесам е тоа што јас сум го научила на некој начин, тоа е мојот автобиографски дел. Јас би, ако ми дозволат моите две промоторки, би сакала да пресемам од овде и првен да се заблагодарам што дојдовте по овој ладен ден, да во оваков број и да ме удостоите со вашето присуство. Да се заблагодарам на тимот на Антолог за поддршката, значи не само нели она техничкиот дел на изработка, него и низ пишувањето се консултирав со нив, заради тоа што ми беше она предизвик да како да продолжам понатаму, застанав на сред книга и ми требаше совет. Нормално и тука ускокна со нивните совети и секако тоа кога ќе се спои нивните совети со моите желби, излезе тоа што излезе како готов производ. Секако сакам да се заблагодарам за целокупната поддршка
моето семејство и околу, посебно и околу подготовките за промоцијата, заради тоа што моето време беше кратко, моите две промоторки што ме поддржа и секако да се заблагодарам на мојот верен што е во публиката, што ме разбираше дека треба да одвојам време за тоа пишување, зашто навистина бара време од она малку време што го имаме во секојдневието. Јас има уште една работа. Тоа е, сметам дека нели, секоја книга не стигнува случајно кај некој уметник или било какво дело, и према тоа сметам дека не е секогаш целосно книгата на уметникот. Таа и доаѓа од негде, првенствено, и дури можеби сум повеќе само уредник и го пренесувам тоа што треба да го пренесам. А таму припаѓа на сите. А таму припаѓа на сите, точно, да, така. Сакам да си видам во забелешките, не сакам да испуштам нешто што сум сакала да кажам. Како што спомна тетка Мирјана, јас она со посветите на идните генерации жени се случи, значи буквално после издавањето на книгата, и размислувам нормално како сум напишала, и сега доаѓам до тој момент и до таа посвета, и всушност сваќам дека има некои пораки што ги пренесувам несвесно. Тоа на идните генерации жени, што е напишано во тие книги, такви, да речам, домаќински, за одржување, претежно за одржување на куќата. Нели, обично како и да е, лозата се пренесува преку мажот во семејството, преку презимето, жените и ретко кога наследуваат куќи. Меѓутоа, жената ја прави како? Маж ќе направи куќа, жената ќе ја направи дом. И можеби така таква скриена порака сум испратила несвесно преку тоа. Значи тоа е нешто што отпосле сум го осознала, и секако, иако во насловот нели стои куќата, понатаму баш таа Сара која треба да се грижи за куќата е тој еден голем тест за главниот лик, грижата и одговорноста за нештото што го има секој човек, одговорноста пред се, нели, првен за себе и после за се околу нас што припаѓа на нашиот живот, како една многу важна работа што секој треба да си ја носи како карактеристика, одговорност за себе и за работите што не засегаат во животот. За децата спомнавме, неодамна имав и можност да присуствувам на повеќе часови со деца во едно училиште во Скопје, основно училиште, и тогаш сватив дека дури не само што книгата е издадена во вистинско време, дека јас на вистина чувствувам должност и го чувствувам тој спој, дека колку што јас можеби нив сум им потребна, дека и тие мене ми се потребни во животот, да работам со нешто што е блиску до децата. Секако кажав дека книгата е посветена на моите две внуки Клара и Бела, и секако и тука има една интересна коинциденција, книгата е магична, значи има волшебник, има магични елементи. Годинава внука ми на еден фестивал посака да има книга, посака да има песничка што се вика Волшебно стапче, значи тоа се некои коинциденции што настануваат едноставно, и не знам дали се случајности всушност или е нешто навистина што е намерно така.
Во однос на, и уште ова би го кажала, во однос на оние вредности кои ги спомнавме, нели, можеби навидум се чини, можеби се чини дека бродот за тие такви подзаборавени вредности тоне, меѓутоа јас сметам дека има доволно чамци за спасување и заради тоа си земам дел од одговорноста да ја напишам и да ја издадам книгата и да го изодам тој пат на издавање и на презентирање и на се што треба за да допре до публика. Ви благодарам. Ето тоа беше се, ја слушнавме и Сара, слушнавме незините пораки, можеби пренесени по женска линија од некоја прабаба, па друга баба, па се пренесуваат преку мајката, преку Марта, сега на внуката слушнавме, значи видовме дека сепак и по женска линија многу убави пораки се пренесуваат за иднината, затоа што нашиот живот, реков, е дел од минатото, но и дел од иднината. Сегашност е иднината. Тоа беше се, ви благодарам многу на вниманието. Многу успеси во иднина, сакувам. Како професор по македонски јазик, јас сум Весна Крстева. Овој наслов е доста интересен, за некои вредности кои се подзаборавени. Ме потсеќа и мене на мојата тетка, од страната на мајка ми и татко ми во 80-те и 90-те години, каде што јас често по пати нели бевме гости на едно убаво време, да ги оживееме спомените. И навистина, мислам, беше прекрасно да се присуства на ова промоција. Ви посакувам многу успеси во иднина, уште многу романи дела. И јас за крај нешто да додадам. Всушност тоа еден мој предлог беше. Зборувавме и претходно со мојот колега Маријан. Јас мислам дека оваа книга заслужува да има и да добие аудио издание. Нека тоа биде подарок од мене, затоа што на тој начин ќе допре до поголем број на освен читатели и слушатели. И мислам дека тоа ќе, знам дека ќе направам со големо задоволство. Размислував и сакав претходно да ти најавам и тебе, некако да исконтактираме, меѓу тоа остави да биде изненадување. Значи, и аудио издание тоа. Верувајте, ако ќе читате книгата, ќе замислувате дека тоа може и филмско стварување да биде многу интересно за деца. По 3 издадени книги, Мартин Димитров од Кавадаци ја има во раце 4-та книга. Се работи за книгата Куќата на тетка ми, интересен провокативен наслов и само од себе кажува дека не е за возрастни, туку и за тинејџери и деца. Дали сум во право, Марта? Така, да, во право. Каква книга е новото дело? Куќата на тетка ми е наменета за така да речем млади тинејџери од кај 10 на 12 години до кај 5-16 би им била интересна, меѓутоа мојот издавач кажа дека оваа книга би им било добредојдено да ја прочитаат и возрастни. Многу малку се пишува воопшто во Македонија, бројот на изданијата за печатени и вака како што ги гледаме во позадина е мал. Што те тера тебе да пишуваш книги? Па токму тоа сметам дека читачката култура треба да се подигне, да се поттикнат, значи живееме во едно време во кое што сме фокусирани повеќе на технологијата, на социјалните медиуми, на некој друг свет во кој што јас не растев. И токму оваа книга баш заради тоа е наменета за деца на таа некоја возраст кога е клучна за изградба на нивната личност и сакам да ги поттикнам токму тоа да ги поттикнам да можат да осознаат еден поинаков свет од оној во кој што тие растат сега. Тука ли е куќата на тетка во Кавадаци и во Скопје? Куќата на тетка ми е инспирирана од куќа што е во Кавадарци. Цел живот за мене била така една мистериозна куќа и сметам дека дури со ова некако дадов една така за мене некако ја одгатнав мистеријата за таа куќа на некој начин. Да, така на некој начин. Добро, кажи ми дали е некому посветена книгата?
Книгата е посветена на моите две внуки, Клара и Бела, и секако на сите деца. Тоа стои и во предговорот, и во посветата на книгата, и во предговорот на книгата. Се надевам дека ќе уживаат подеднакво и нели и помладите, меѓутоа и повозрастните до кои што ќе Антолог е мощна, сериозна издавачка куќа и овде застане зад тебе. Дали си задоволна од третманот таму? Антолог секоја година, од година на година, се повеќе и повеќе се подобруваат со нивниот со нивното влијание врз таа читачка култура. Имаат и цел фестивал, нели, посветен на европските изданија. Така да сметам дека до прва ќе стануваат уште посериозни и после нивното долгогодишно постоење, мислам дека уште нивниот квалитет ќе се подобрува уште повеќе. Кому ја препорачувате вашата книга? Пред се на младите тинејџери, секако и на сите оние кои што сакаат да се подсетат на едни поинакви времиња во кои што немаше ни можеби социјални мрежи, тежнеевме кон едни поинакви вредности и така. Благодарам и успех. Благодарам и тебе. Мене ми е чест што после четврта книга се охрабрив да застанам пред камера со татко ми како новинар, а јас како автор да направиме еден прилог. Успех уште еднаш. Благодарам.